Наместо подршка, ВМРО ДПМН на студентите им испорачува нов товар за заработката преку програмата Work and Travel, изјавија од СДСМ, барејќи од управата за јавни приходи студентите да бидат ослободени од данокот. ВМРО ДПМН пак говореа за деталниот урбанистички план кој заев го ветил на Миодраг Давидовиќ Дака во Тетово, каде во 2020 година била одобрена изградба на над 2000 стамбени единици вредни 200 милиони евра. Среде криза, владата на Мицковски преку ИјП удри директно по џебот на младите и по студентите. Наместо подршка, им испорачува нов товар, данок за тоа малку што самите го заработиле преку програмата Work and Travel. Наместо да ги мотивира, власта ги казнува младите што се трудат, работат и стекнуваат искуство. До парите на студентите ли им дојде на криминалната ВМРО ОКГ. Во време на економска криза, кога младите едва се сноѓаат и барат начин да останат во државата, најмалку што треба да направи власта е да им помогне, а не да им зема. Бараме владата на Мицковски веднаш да најде решение и целосно да ги ослободи студентите од овие плаќања. Кога станува збор за тендери, набавки, менување на дупови, криминал или корупција, СДС и ДУИ не мируваат ниту еден ден. На само ден по составување на владата во 2020 година, власта на СДС и ДУИ во Тетово донесе нов дуп поради бизнис интересите на Дака, кои заев му ги ветил. СДС и ДУИ за лични бизнис интереси го дадоа просторот на Шик Јелак во Тетово на фирмата Јелак градба во собственост на Дака, за тој таму да гради над 2000 стамбени единици со тогашна вредност од над 200 милиони евра.